Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Атлетиката е спорт во кој што шампионите се паметат и рекордерите. Рекордите некогаш остануваат подолг период, па често оние младите атлетичари што почнуваат да се занимаваат со кралицата на спортовите, како цел си го поставуваат во таа своја дисциплина соборување на рекордот. Веројатно таков беше случајот и со најбрзата македонка во нашата атлетска историја, Александра Војнеска. Таа во трката на 100 метри постигна резултат од 11 секунди 74 стотинки, што представува рекорд и кој рекорд се уште е актуелен. Исто така со 23 секунди и 75 стотинки, таа е рекордерка и на 200 метри, па овој факт говори дека навистина е најбрзата жена во нашата држава и прашање е кога ќе дојде тој период кога ќе биде урнат нејзиниот рекорд, например, на 100 или 200 метри. Кога зборувам за Александра Војнеска, која треба да ви ја представам во оваа емисија посветена на македонските спортски легенди, не можам да избегнам и Вера Велјановска, која таму во 70-тите години беше најбрзата македонка и една од најбрзите во поранешната држава, заедно со Гак, со Нач, со Павличич, и таа ги бранеше боите на Југославија на многу надпревари, настапуваше и на европски купови, па дури имаше и еден директен дуел и беше шеста на еден европски куп во Сала, реков директен дуел со славната германка Марита Кох. Тоа се минати времења во кои што екзистираше тогаш најбрзата македонка, потоа дојдоа едни нови времења во кои што ја гледавме Елизабета Божиновска, спринтерка, но не толку на 100 метри, повеќе на 400, за да дојде по една подолга пауза да се појави на сцената Александра Војнеска, која и ден денеска е актуелна рекордерка на Македонија. Александра, еве во емисијата посветена на легендите дадо вовед така малку за спринтерската женска историја во македонската атлетика, а сега ти препуштам да ни кажеш што беше тоа што те привлече во атлетиката и кога зачекори на атлетската патека, кога беше тоа и вака да не подсетиш еве на таа прва трка, например. Така, прво благодарам за преубавата најава, благодарам за поканата. Моите почетоци датираат од далечната 90-та година, кога првпат отидов на градскиот стадион во Скопје и почнав да тренирам. Тоа беше, значи, октомври месец 90-та година. Имав 9,5 години. Атлетиката ја избрав сама, затоа што бев брза, секогаш се надпреварив исклучиво со машки, значи во школа, пред зграда, секогаш се надпреварував исклучиво со машки. Да, никогаш не сум се надпреварувала со женски. Да, ај повеќето и дел од машките, значи и повеќето беа исто спортисти, значи тренираа во тоа време дали фудбал или кошарка, и мене ми беше предизвик исклучиво да се надпреварувам само со машки. По моја иницијатива, нормално со поддршка на моите родители, ме однесоа на стадион, започнав во атлетскиот клуб Работнички, и од тогаш почнува мојата атлетска кариера. Работнички кај беше со облекувалните уште на она денешно Работнички, да, уште си е на истото место во салата на Работнички, да, градската долу, сала, да? Во долниот дел, таму ни се трибините. Уште таму екзистира, уште таму функционира атлетскиот клуб Работнички. Таму беше 90-та, таму е и сега. Во училишниот двор ги совладуваше и машките, како што рече, за девојчината да не те прашувам. Значи, ти беше нивни репрезент на женскиот дел од учениците, тука во атлетиката, која успеваше да им се спротистави на машките. Тоа беше така, во тие денови сигурно се сеќаваш еден пријатен период, секогаш останува тој во
меморијата на секое дете, па еве јас се сеќавам на моите училишни денови, трчање тамо, Njegош се викаше тогаш, кај Песталоци, сега па во Машката гимназија, и тогаш имаше и училишни надпревари, па дали ти уште тогаш, еве, уште во првите оделенски години се појави на некој официјален надпревар, или тоа беа само така трки во училиштето, на улица, или ќе речете ајде да се тркаме кој ќе стигне прв до онаа бандера. Така тогаш се тркавме. Додека немав почнато со атлетика, значи додека немав почнато официјално со тренинзи, тоа беа се малски трки. Меѓутоа штом почнав да тренирам, од сам почеток многу сериозно си ја сватив таа работа. Првенствено затоа што ја сакав атлетиката и многу сакав да се надпреварувам. И веќе наредната година, почетоците, значи на пролета, март, април, јас ги имав првите трки. Со некои 5-6 месеци тренинг, прв надпревар ми беше телевизискиот крос што го организиравте вие, ќе ве вратам малку назад во времето, Македонската радио телевизија на времето го организираше покрај ХЕЙ. Тоа ми беше прв надпревар. Сум имала некои 9,5-10 години. И освен што се надпреварува во сите надпревари организирани од страна на Атлетската федерација, паралелно учествував и во тие училишни државни надпревари, мали олимписки игри, и бев, значи, независно што се надпреварував до 8 оделение, а јас сум била 6 или 7 оделение, секогаш бев неприкосновена на 60 и на 300 метри, бидејќи за пионерки тие дисциплини во пионерска конкуренција. Да, така да паралелно се надпреварував и во надпреварите организирани од страна на Атлетска федерација и од надпреварите организирани од Сојуз на училишен спорт. На тој РТВ крос сигурно беше прва, да не те прашам. Тогаш учествуваа многу, дури ние ги пренесувавме тие кросеви директно, беа на хиподромот, а после и на Кеот. На Кеот. Јас трчав на Кеј. Прв надпревар ми беше, прва победа, прв пат ми имаше на телевизија и бев многу радосна и задоволна со самата себе. Така да таму датираат моите почетоци. И тоа уште повеќе те загреа за атлетиката. Сега кога зборуваме за атлетиката и кросевите, бидејќи ова таква емисија, мора да се подсетам, да ги подсетам и гледачите, а и тебе. Имав еден почитуван колега, за жал покоен, Никола Солдатов, еден од најдобрите спортски коментатори, репортери, па и спикер на радио. Мислам, човек од кого што многу научив. Сега да бидам искрен, тој беше иницијаторот, бидејќи јас атлетичар, во спортска редакција на МТ вика, Зоки, ајде да правиме нешто за атлетикава, вака малку да ја разбудиме Македонија. Затоа се вратив на тој РТВ крос и Никола Солдатов да го споменам, дека практично идејата за тие кросеви, на кои што учествуваа во финалниот дел, дури 6-7 илјади, а војници ги имаше преку 1000, беше Никола Солдатов. Ајде сега продолжи. После тие надпревари, значи почетоците мои, значи на тие кросеви, пролетен есенски дел, нели се кросевите, почнав со надпреварите на стаза. Прв пат, нели, научив да стартувам од блок, прв пат почнав да настапувам на официјални надпревари. Бев многу мала, имав 10 години. И беше членка на работнички. Бев членка на работнички, да. Тренер? Тренер ми беше покојниот Мето Веновски. Значи, почетоците, првата година тренирав кај... Со Методија Веновски. Кај Методија Веновски. После тоа во наредниот период, каде што имав исто така многу забележителни успеси, рекорди на 300 метра, 41, 6 на 300 метра државен рекорд. Тие резултати ми се постигнати кај Томче Андоновски, долг период тренирав таму. Томче Андоновски имаше една прекрасна група со спринтери, така да беше логично да продолжам да работам во таа група и голем дел од мојата кариера и од времето го поминав со Томче Андоновски. Имав успеси, растев се, развивав, значи не бев исклучиво форсирана дека треба да трчам 100 метра или дека треба да трчам 400 метра, паралелно трчав и 100, и 200 и 400 на куповите, на државните купови. Имав забележителни резултати, бев најмала меѓу сите, малку и бев покасно се развивав, така да со годините физичкиот развој, така да секогаш ме знаеа како малата атлетичарка, затоа што бев многу слабичка, многу
Тенка, така да. Колку килограми беше тогаш кога ги победуваше на Па не- 60-300 Па метри? не повеќе од 35. Значи бев многу малечка, многу ситна, а па бев фреквентна, бев брза. Значи, ако дувне ветер, Тоа знаев дека нема да истрчам добро, ако дувне ветер во гради, тогаш имам лоша трка, лош резултат, тоа веќе ми беше познато. немаше тежина и викаш Да, да да. не ме однесе ветро и така. Да, така да и покасно, значи независно што јас го држам рекордот на 100 метра, нели исто така и на 200, сметам дека мојот максимум сепак ако продолжев да тренирам ќе биде во трките на 200 и на 400 метра, бидејќи имав таков начин на трчање, со подолг чекор, поритмично трчање, полесна бев, нели за разлика од 100 метра каде што бара многу голема Да, експлозивна и сила, маса треба, многу да. маса. Јас ја немав таа конституција, меѓутоа па во трките на 100 метра се вадев исклучиво така на мојата фреквенција, на таа стартна брзина што ја имав и успеав да стигнам до тој резултат. Значи ти почувствува дека тие две дисциплини повеќе, стотката ја трчаше нормално и за 200 и 400 на пример. Апсолутно, А дури спринтот е оној најбитниот и Така. практично тренингот е тој. Првите трки, дали може да се подсетиш на патека, кои резултати ги постигнуваше на 100 и 200 метри и тогаш трчавте на тој стариот тартан на градскиот стадион беше и во Охрид се одржува трки на Рапкорот тамо и во Велес. И во имаш, Велес. Да, мојата прва трка на стаза беше во Велес. Памтам трчав 300 метра, имав резултат од 52 секунди за тогашно дете од 10 години. А тие ми се првите, на 100 метра имав резултат околу 13,5 секунди, сега не ме фаќајте точно за збор. Да. Во тоа време уште и не беше фотофинишот донесен, значи ние покасно Атлетската федерација 96-та, 97-ма, мислам дека првпат официјално почна електронското мерење кај нас, нели претходно знаете и вие сето тоа беше рачно мерење, тоест мерење со штоперица. Така да резултатите ми варираа, меѓутоа моите почетоци се отприлика со тие резултати 13,5, 13,70, 13,80. Сега зборуваме за некое време од пред 10 години, пред 20 години, така да сум, верувајте, сум изумила и сум заборавила. Добро, вака на некоја трка да ти се случило нешто, да си фаворитка, да загубиш или пак да стартуваш како аутсайдерка, кога трчаше веќе во младинска и сениорска конкуренција, кај што имаше атлетичарки кои пред тебе веќе биле шампионки на државата, па како си се чувствувала? И еве, опиши некоја таква трка, еве, ако ти доаѓа сега вака на ум од тие први трки, која ти беше тогаш најголема конкурентка, кон која тежнееш, еве, да ја стигнеш, да ја надминеш со резултатите? Во тоа време имаше многу девојки, машки што тренира атлетика, значи имаше многу поголема конкуренција. Моја предност беше што јас бев најмала од сите нив. Значи тие беа многу подолго во атлетиката и беа многу поголеми од мене. И во право сте кога кажувате дека е многу полесно да си аутсайдер. Значи не сум оптеретена со пласманот, не сум оптеретена ни со времето, едноставно сум знаела дека времето работи за мене, дека сум уште млада и има кога тоа да го постигнам. Така да на почетокот, значи кога сум била некој 15, 16, 17 години, можам да кажам дека едноставно трките ми биле повеќе уживање, затоа што сум сакала да се докажам дека сум по-мала, меѓутоа дека сум исто способна да направиш резултат. Можам да се носам со Да. нив. Имаше квалитетни атлетичарки, ја спомнам Билјана Смаќевска од Охрид, рекордирка, беше долго време во скокачките дисциплини, скок во далечина, имаше одличен резултат од 12-15 и на 100 метра. Во времето кога јас трчав, значи беше најдобра спринтерка и скокачка. Ќе повторам, долго време ги држеше рекордите во скок во далечина. Така да Етенезе би ја издвоила, би ја спомнала исто и Верица Димитровска, трчаше 400 метра пречки, 200, 400.
Да, Верица учествуваше и на едно светско првенство, ми се чини во Едмонтон, во Канада. Да. Тоа беше 2001 Така, година. така. Тогаш со Ване Стојанов и тој беше Така, имаше учесник таму. и Верица имаше солидни резултати, така да во трките сме се среќавале во трките на 200 и на 400. Можеби во стотка на 100 метра сум била неприкосновена, меѓутоа ќе сме се сретнеле на 200 и на 400. На 400 нормално некако моја дисциплина, меѓутоа ми била конкурентка во тоа време. Па затоа те прашав да ги споменеме и нив, затоа што и тие се еден квалитет кој не треба да се заборави во атлетиката. Така, рекордот на Верица Димитровска екзистираше на 400 пречки многу долго време. Минатата година успеа Дрита Ислами, моја атлетичарка, после 15 години да го турне тој рекорд. Да го гурне рекордот, да. Да, така да често и минатата година Верица сум ја припомнувала, првенствено ради тоа што сме го бркале тој рекорд, тој резултат. Да. Меѓутоа сепак била атлетичарка што била квалитетна и што оставила печат во атлетиката. Не случајно тој рекорд екзистирал толку долго време. Сега кога стана прв пат шампионка на Македонија, може ли да се сетиш во младинска конкуренција на колку години, еве ти почна на 9,5-10 години да тренираш атлетика, како пионерче ги совладуваше сите како пионерка, а потоа доаѓаат младинските денови, па кои беа тие први трки и кога ја освои првата титула, дали може да се подсетиш? И каде беше тоа? Вака, првата титула ми е освоена, мислам дека и овој пехаре, а може би и не, прво место сениорки, 96-та година, кога бев се уште пионерка. 15 години, немаше 16 уште. На 15 години бев прогласена за најдобра атлетичарка во Македонија. Значи имав убедливо најдобар резултат. И во сениорска, и во младинска, и нормално во пионерска категорија. Точно тој резултат од 41,6 на 300 метра и 59,7 на 400 метра, како најдобри резултати по светската ИАФ таблица, ми го донесоа тоа прво место. Значи таа година, 96-та, иако само 15 години, бев најуспешна атлетичарка. Значи, и тогаш резултат... што помислуваш? Ништо, не бев оптеретена со ништо. Сакав да надпреварувам, си имав цел, често ги гледав рекордите. Значи и на Верче рекордот го гледаш и викаш, сега ќе го напаѓам. Добро е, првиот рекорд почна, значи таа година официјално првиот запишан мој рекорд е 96-та со мој 15 години. Викам, добро е, морам да работам, морам да тренирам, затоа што резултатите и на Вера Велјановска, и на Божиновска Елизабета на 400 метра беа страшно квалитетни, страшно јаки. И знаев дека треба многу да работам, меѓутоа тоа ми беше предизвик и тоа ми беше целта, тоа ми беше мотив за да продолжам понатаму. Сакав да го направам тоа и многу сум благодарна и среќна што успеа во сето тоа. Затоа што понекогаш можеби и да сакате, можеби и да давате се од себе, едноставно нема коцките да се наместат така како што треба и нема тоа да се деси. Да. И специфичен спорт е атлетиката. Никогаш не знаеш, може да работиш 6, 7, 8 години па да не стигнеш до тој резултат што го посакуваш и можеби затоа е многу пати знаеме атлетичарите уште на времето да кажем мачне, не знаеш каков ќе биде развојот понатаму, иако тренираш нормално, сега малку да се сгреши во тренажниот процес или да дојде до прекин, до повреда, може се да пропадне. Да. Значи, во екипните спортови поинаква е работата. Овдека се е препуштено на самиот себе. Ти во тие први трки, бидејќи почнува твојот период на постигнување добри резултати и во сениорска и во младинска конкуренција од 95-96 година наваму, да дојдеме до 2000-та, каков беше развојот и трките и резултатски, дали имаше напредок или ќе се случи година-две на истиот резултат, па тоа те мачи и едноставно па те предизвикува да одиш да напаѓаш и натаму. Точно тоа и ми се случи. Значи 96-та, 97-та континуирано напредок од самиот почеток на мојата кариера, значи секоја година, секоја трка лични резултати. Тоа било стварно многу воочувство, нон-стоп трчаш, застанеш, трчаш личен резултат, задоволен со самиот себе, задоволен од тоа што се постигнал, меѓутоа веќе на
16-17 години, значи се кај мене се деси таа стагнација. Мислам, или минимален напредок, да го кажам, во резултатите, не е онаков како што јас очекував. Тоа е бидејќи брзо ги постигна резултатите, сега доаѓа тој период, затоа те прашав, кај што се стопира малку, па се подготваш за нов напад. За нешто ново. Да. Точно. Меѓутоа, сметам дека секој атлетичар поминува низ таа фаза. Едноставно и јас не познавам некој атлетичар што континуирано, од самиот почеток до крај на кариера има континуиран напредок. Значи тоа е нормално, особено со растот, со развојот во тие години, понекогаш можеби и доаѓа и презаситеност на организмот со тренинзи, можеби негде и погрешен начин на дозирање на тренинзите. Јас го имав тој период, меѓутоа не ни помислува во ниту еден момент да се откажам. Колку траеше тоа, вака долго или? Не, тоа беше некоја си сезона 98-97, каде што јас имав напредок, меѓутоа осеќав дека стојам во место со истите резултати. Јас имав таа среќа да имам голема помош од моите родители. Постојано да се разговара, постојано да се зборува, постојано да се изнајде начин да се реши тој проблем и мислам дека и до ден денес за тие клучни работи, како што биле Олимпијадата, како што било обстанокот во атлетиката, да се продолжи или не, им го должам на нив. Значи, многу разговори, како дете на 16 години и не знаете точно што ви се случува. Така... А откаде кај нив толкова љубов за атлетиката или видоа дека си талентирана, па еве сака на секој начин да ти помогнат и тие, тоа е многу битно. Да. Тие на некој начин го видоа од мојот талент, од друга страна и мојата посветеност и мојата желба. Моите родители се љубители само на спортот. Не биле професионални спортисти, не биле инволвирани во спортот, меѓутоа се големи љубители на спортот. И ден денес пратат сите спортови, не само атлетиката, сите спортови ги пратат, ги интересира спортот. А од друга страна мислам дека како родители правеа се, нели, за да ми овозможат да го реализирам тоа што јас го сакам. Беа едноставно жртви за јас да можам да успеам. Секојдневно носење на тренинг, враќање, носење на дали требало да правам, нели, некоја дополнителна терапија, носење на надпревар, носење на припреми, носење, значи секојдневно биле посветени најмногу на мене. Така колку е добро сите деца да имаат такви родители. Да, и јас тоа како тренер во последниве неколку години сваќам колку е битно влијанието на родителите во постигнување на еден здрав резултат, на еден добар резултат. Значи тие не беа спортисти пред тоа, туку така љубители на спортот, а кога видоа дека нивната ќерка може да стане добра атлетичарка, сесрдно те помага. После тој период, го кажа 97-98, кога почувствува и ти самата дека доаѓа до мал застој во кариерата и до стагнација, во тие моменти ти веројатно се мачеше со самата себе, кога ќе дојдат тие побавите денови и како се чувствуваше тогаш и кога дојдоа тие денови? Во секој случај тешко ми беше, се обидувавме да изнајдеме решение, дали да се продолжи по истиот начин на тренирање, дали треба нешто да се коригира, каде е во суштина. Кој ти беше тогаш тренер? Томче Андоновски. Томче, значи и во тој период, да? Значи некои 5-6 години интензивно сме работеле заедно. И тој беше добар спринтер на времето пред многу години. Да, па Томче. И од него многу имам научено, конкретно баш за спринтот, за стартот, за експлозивната брзина, за реакцијата, мислам многу работи сум научила од Томче, многу сум благодарна и на него. За моја среќа 99-та, 2000-та успевам да се вратам таму каде што почнав на почетокот. Имав одлични резултати. 99-та веќе почнав да трчам резултати околу 12, 20, 12, 30 резултати од 25, 15, 25, 20 на 200 метра, 57 секунди на 400 метра. Тоа беше 99-та. 2000-та година е светско првенство до 19 години во Чиле. Успеав да влезам во првите 20, во четвртфинале трчав на 200 метра. 25-13 со нов личен резултат. Успеав да истрчам таа година резултат 12-15. Најдобра атлетичарка бев
прогласена 2000 година и мислам дека слободно можам да кажам, значи од 2000 до 2004 е периодот каде што ги трчаме најдобрите резултати. Светското првенство во Чиле за младинци и младинки ти отвора вратата сега во европскиот и светскиот атлетски свет, така да кажам. Па интересно е сега да ни кажеш какво беше чувството, еве ти од овде, од Македонија, леташ таму Европа, Атлантикот, Јужна Америка, да стигнеш во Чиле за да се надпреваруваш. Како изгледаше тоа? Многу убаво искуство. Многу убаво искуство. Надпреварот беше во октомври месец, значи кај нас есен, таму беше пролет, друга зона. Да. Пак ќе повторам, убаво е кога ќе отидете на некој надпревар каде што немате притисок. Понекогаш притисокот сум си го правела самата на себе. Може би тоа било добро, може би тоа ме довело до таму каде што сум стигнала. Немав оптеретување, мислам, немав притисок ниту од тренер, ниту од федерација, ниту од, не знам, од кој да кажам, да постигнам нешто. Отидов чисто да истрчам најдобро што можам и многу се израдував што успеав да влезам, значи во четвртфинале, немаше 4 групи како порано, па нели полуфиналните 2, него четвртфиналните беа само 3 групи направени и се одеше директно во финале. Успеав да поминам понатаму, верувајте, и кога ја гледав листата на 200 метра, само единствено ние бевме така како, ајде, анонимус и непозната држава. Повеќето знаете, спринтот превладува Јамајка. Во тоа време беше актуелна првенство Вероника Кембел. Од Карибите, кој да дојде од тие острови. Така, значи во тоа време Марк Луис Френсис на 100 метра беше неприкосновен и на 200 и Вероника Кембел. Вероника беше на тоа првенство, Кембел. Да, она уствари од таму исто се проби, и таму се незините почетоци, беше неприкосновена и на 100 и на 200, имаше фантастични резултати, 11:03 ли трчаше, 11:10, сега не можам да не играм со бројки, меѓутоа беше неприкосновена. Дури финалето не беше финале на 100 метра, затоа што и долго време освојуваше во сениорска конкуренција и медали на светски, на олимписки игри и така. Вероника Кембел. Присутна во атлетиката. Да. Мислам дека и на олимпијадата во Рио, колку што се сеќавам, трчаше. Значи, дали во штафетата 4x100 на Јамајка, меѓутоа се уште сакам да напоменам. Ме потсетува на Мерлин Оти и таа долга кариера ќе има спринтерска и еве може уште трча. И продолжи за Чиле. Значи, поминав една убава недела една недела или 10 дена светското првенство. Се вратив со личен резултат, се вратив со четвртфинале, значи во првите 20 во свет на 200 метра. Ми даде многу голем поттик за да продолжам понатаму. И во наредните, значи 2001, 2002, 2003, па се до Олимпијадата, исклучиво бев фокусирана на резултатот на рекордот на 100 метра и на Олимписките игри во Атина. Значи Олимпијадата во Сиднеј веќе беше завршена, тој циклус беше завршен, значи Олимпијадата беше во август, светското првенство во Чиле во октомври, така да можев од тој период со завршетокот на светското првенство во Чиле си поставам нова цел, а таа цел беше Атина 2004. А во 2000-та во Сиднеј исто имаве два представника, Ване Стојанов и Кулеска, ми се чини на 800 метри, па сега ти се подготвуваш за Атина да бидеш наша представничка. Тие години од 2000 до 2004, еве после Чиле, што се случува со Војнеска? Континуирано тренирање, континуирано надпреварување, напредок си има во резултатите, можеби некоја една сезона нели на 200 малце повеќе ќе подобрам, друга сезона на 100, исклучиво фокусирана на спринтот. Знаев дека и по светската таблица, значи во спринтерските дисциплини можам да истрчам резултат кој што ќе ми носи најмногу поени и кој што ќе ми обезбеди учество на една олимпијада. Така да фокусирана тие 4 години не лутав, нели да трчам и 400, понекогаш да скокам и во далечина, исклучиво на спринтот на 100 и на 200 метра. Направив промена, морам да кажам, и на местото на живење. Од 2003-2004 тренира во Бугарија, во Националната спортска академија, со професорот Шишков, професор по атлетика. Многу научив, многу напреднав и тие има добро разработен систем, не само за атлетиката, воопшто
во спортот уште од минатото во Бугарија. Таму Иване Стојанов исто ги постигна најдобрите ние бевме во резултати. ист клуб за Националната академија такмичеше Иване, се надпреварував и јас. Он работеше со тренер за средни патеки, јас работев со спринт. Бугарите имаат добар спринт, знаете колку се напредни, многу сето тоа мене ми помогна. Имав многу убава група на тренинг, имав група од која што можев да учам и со која што можев да се борам. Работевме заедно стартови, работевме заедно брзина, бевме посветени исклучиво. Значи, многу се посветуваат, многу работат. Не можам да кажам дека ние овдека не работиме или не се посветуваме, едноставно целата поставеност на системот. Тоа што реков, системи има долгогодишен, уште од минатите. Тогаш Ивет Лалова почнуваше, трчаше, дека таа стана европска првенка, после во Хелсинки 2011, бев таму, ја гледав, и дали во тој период кога беше ти таму и таа Ивет Лалова се уште тренираше беше во Бугарија, нели? Да. Покасно е преселена во Италија, Да. Значи се уште тренираше, беше и се уште е многу пријатна личност за комуникација, често сме работеле и заедно на тренинзи и мило ми е што познавам еден таков великан како што е Лалова. Точно и Лалова таа 2004 истрча феноменален 10:77 резултат. На Олимпијадата во Атина беше четврта. И на 100 и на 200 метра, тоа беше исто и за неја најголем успех, беше и после тоа и европска првенка, кажавте убаво, Да. освојуваше некои медали од големите надпревари, мислам, на Балканот е најбрза жена досега. Мислам, немала друга атлетичарка на кусите патеки да постигнува такви резултати како неа. Мислам дека го држи европскиот рекорд и од Кристин Арон мислам дека има подобар резултат. Кристин Арон имаше некој резултат од 10:79, 10:80, Лалова 10:77. Истрчан таа 2004 година, мислам дека се уште Тој резултат уште фигурира како европски рекорд. Да, Па и самиот да. тој податок зборува со каква звезда си тренирала во тој период во Так. Софија.